Климатизерите да ладат на 27 степени, во зима да греат на најмногу 20 степени. Владата во обид да намали 15% од потрошувачката на струја со препораки до граѓаните и задолженија за институциите за штедење од 1 септември до крајот на март следната година. Апелите се и да се перат алишта и мијат садови исклучиво на ефтина струја, да се оди по скали наместо со лифт, да се готви во помали садови. Треба да вложуваат и во изолација на домовите, да ги променат прозорците и сијалисите. Владата им наложи на директорите климатизерите во државните институции да ладат и греат на одредена температура, осветлувањето во канцелариите да се сведе на минимум, целосно да се исклучи декоративното осветлување на објектите и спомениците, само кратко да се проветрува, да се принтаат само неопходните документи, да се исклучуваат компјутерите по работа, да се менуваат филтри на грејни тела. Директорите ќе треба еднаш месечно да поднесуваат извештај во кој треба да пишува колку заштедиле споредено со истиот месец лани. Ако не заштедиле доволно струја, ќе се соочат со санкции. Кои ќе бидат тие, засега не се знае. Во делот на казните, значи за тоа задолженијата важат само за институциите кои се под централната власт. Зошто? Заради тоа што овие задолженија се усвоени на седница на владата од сите членови на владата кои носат одлуки согласно деловникот за работа на владата. Тие раководни лица на тие институции се именувани од страна на ова влада која ги задолжува со сите да придонесеме во делот на справување со енергетската криза. Ке се намали осветлувањето и долж патиштата. Треба да се сведе на минимум, но без да се загрози безбедноста во сообраќајот. Препораки има и за фирмите. Задолженијата за штедење не биле вовед во рестрикции на струја, тврди Бектеши. Уверува дека има план Б во случај на поголема хаварија ако дојде до недостаток на електрична енергија, но не откри детали што ќе се прави во таков случај. Секогаш имаме план за најлошото сценарио. И имаме конкретен план и у детали план. Да не дај Боже да дојдеме во таква ситуација, пошто такви планови имат обврска енергетските компании да имат годишни. Ако се случат аварија, непогоди или пак не знам што. Енергетска кризна состојба и кризна состојба со топлинска енергија ќе се прогласи следната недела, а ќе важи цел месец септември. Владата ќе побара и нејзино продолжување од собранието. Следната недела ќе се распише и тендерот за оператор со парното грејење во Скопје. Директорот на државните електрани Васко Ковачевски веќе најави дека ЕСМ ќе се јави на тендерот, откако формираше 3 компании за производство, снабдување и дистрибуција на топлинска енергија. Тој уверува дека компанијата има финансиски капацитет да набави газ и непречено да ги грее Скопјани во претстојната сезона.